Денеска првото кафе ќе го испиеме заедно со Трајан Зафировски. Трајан Зафировски работи како кустос во археолошкиот музеј каде што и се наоѓаме ова утро. Имено Зафировски е магистар по средновековна археологија од 2013 година, а од 2015 година работи токму во овој музеј. Нешто повеќе за тоа кои се вообичаените ритуали на еден кустос и какво е чувството да се работи оваа професија и да се работи во археолошкиот музеј. Ово утро ќе ни открие Зафировски и се разбира, разговарајќи ќе го пиеме и првото кафе, како што напоменав, токму во овој музеј. Зафировски, добро утро и добро дојдовте во нашата утреска емисија. Ритуалот, Марија, исто како на повеќето луѓе во оваа држава, утрото започнува со борба со сообраќајниот хаос во наш голем град, од носење на децата по школите, доручек. Поготово на ваков ден со хаосот. Поготово, да, на дождлив ден како што е денеска. И подоцна е доаѓањето на работното место. И прво е рекапитуларот на завршеното, на краток рекапитулар на претходните денови, на тоа што е завршено и што е направено. И потоа се гледа што е следно, Марија. Се разбира дека врз сутринско кафе се прави целата таа работа. Следно е дали е нешто наитно со ад хок солуција или дали се работи за некоја можеби времена поставка која што е веќе планирана подолго време и систематски се пристапува кон нејзиното поставување, носење преку граница и така натаму, знаете. Кои се работните обврски на еден кустос и дали работните обврски се разликуваат од кустос на кустос, односно дали секој кустос има одредена специјалност на која работи? Така, Марија. Дефинитивно, секој кустос си има своја специјалност. Тука највише играат улога нашите магистериуми. Работата е дека ние имаме свое поле во кое што работиме, тоа е уско поле, значи поле кое што не е многу широко, кое што, например, после самиот факултет по археологија се специјализираме во одредена насока. Работата на еден кустос, иначе како општо, е заштита и промовирање на артефактите, поточно на збирката која што тој ја поседува. Под заштита се разбира од самото теренско истражување, до носење на артефактите во оваа институција, до влезните броеви, до инвентарните броеви, до нивната заштита. Заштитата нивна е, Марија, конзервацијата на тој материјал. Конзервацијата која што опфаќа проекти, која што опфаќа елаборати поносна, регистрирање збирки. Материјалот самиот потоа кустосот треба да представува мост помеѓу материјалот и населението. Треба ние представуваме еден начин за да тој материјал, да кажеме од метал, го представиме како историја, да му дадеме живот за населението. Ние представуваме како едукативен дел поглед на населението, поглед на деца, поглед на луѓе што доаѓаат да ги посетуваат тие поставки. Така да во основата надвор од тие обврски се статиите, симпозиумите, соработката со јавните обвинителства, борбата против отуѓувањето на културното наследство и така натаму. Го напоминавте теренското истражување. Да. Мене ми се чини интересно, барем најинтересно што напоминавте или можеби грешно. Што се случува при самото теренско истражување? Теренското истражување дава шанса за нови пронајдоци. Реално да, теренот веројатно представува најинтересниот дел од нашата работа, но сепак е само еден сегмент. Значи, истражувањата се случуваат на лице место и тоа се најиндикативните работи што се случуваат се на терен. Но сепак подоцна следува тој бирократскиот дел кој што мора да се заврши од влезни броеви, инвентарни броеви, конзервација на материјал, презентација на истиот, стручни статии, монографии и така натаму, Марија. Инаку да, дефинитивно теренскиот дел сепак е според мене најинтересниот. Ќе се задржам малку на теренскиот дел. Колку часа останувате на терен да истражувате? Колку пати зборуваме во текот на една година? Како оди тој процес? Поднесуваме за проекти, Марија. Зависно од тоа колку ќе ни избидат одобрени средства, на тој начин и пристапуваме кон одреден локалитет. Има локалитети кои што се поголема важност и тие имаат систематски ископувања. Те не престануваат тие систематски ископувања и траат со години. Има локалитети кои што не се потребни информации или е потребна моментална заштита и истражувањето најчесто се од 2 недели до 2 месеци. Значи знаат некогаш и така да ви започнат утрата. Да, дефинитивно. Да. Со години по терен, да, дефинитивно. Во однос на вашите почетоци, пред да започнеме со разговорот, ми напоминавте дека сте истражувале на Кале? Да, на Скопско Кале, да.
од 2009 до 2013 година. Постојано секој ден на Скопско калем. Се сеќавате ли на првиот работен ден? Да, сеќавам, да. И секојаш импресивно, секојаш многу интересно. Теренската работа е се што еден археолог го посакува за себе. Тоа го учиме, тоа го студираме, тоа го магистрираме, тоа е дел од нас. Тоа на крајот не опишува баш како тоа какви сме. Сакаме теренска работа. Напоменав и во најавата дека работите од 2015 година во овој музеј. Како изгледа да си кустос во овој музеј, стрикно во овој музеј? Не е лошо, маре, исполнување на сонот, на исполнување на кариерниот сон, на тоа што е студирано, тоа да се работи, тоа е, мислам, едно големо задоволство. Нема подобар показател за успех и за кариера од тоа човек да го работи тоа што го сака. Мислам дека реално луѓето што се тука вработени сакаат додат на своите работни места. Не е како повеќето што ги слушате дека не може да ја поднесат својата работа, ова е место каде што се задоволни од тоа што го работат. Го работат тоа што го сакаат и се инволвирани во вистински истражувања, се инволвирани во вистински едукации на население, така да прилично е добро. Велите исполнување на кариерниот сон, напоменавте позитивни работи во однос на вашата професија, нели го напоменавме и се задржавме на оној дел со теренското истражување, но има ли некои негативни работи во вашата професија? Да, има многу тешки, имам негативни работи, ќе ги ставиме како негативни, поточно не се толку негативни колку што се тешки за реализација. Тоа е соработката со јавните обвинителства, соработката со единиците од организиран криминал во борба против отуѓувањето на културното наследство. Тоа се секогаш тешки случаи, тешки работи. Постојано се случуваат, бидејќи има голем инфлакс, големо изнесување на нашето културно наследство на пазарите од Западна Европа. И наша работа покрај ова што го работиме се мислењата и судските вештачења кои што се против овие организирани криминални групи. Ги разбиваме на одреден начин. Им требаме на судовите и на јавните обвинителства и на единиците за организиран криминал за да се борат против отуѓувањето на културното наследство и да, секој пат е прилично тешка оваа работа, посебно во кога човек на суд и кога е во вкрстено испрашување. Да. Имате ли некој став во однос на темава, што да се преземе по Државата презима прилично многу. Треба ли уште нешто да се преземе за да се намали овој организиран криминал? Не, мислам дека до сега нашите проценти кажуваат дека имаме голема успешност на европско ниво. Мислам дека само ние и Грција може да се пофали со волку решени случаи у поглед на организиран криминал, со отуѓувањето на културното наследство. Така да добро стоиме. Прилично добро. По овој одговор е убаво да се чуе, со оглед на тоа дека велите дека се е стабилно, барем во тој поглед. Кога станува збор за самиот археолошки музеј, има што да се види, јас барем не доаѓам прв пат овде, имавме можност да разговараме и за јапонската изложба, патувачка изложба која што беше отворена пред неколку месеци, не се сеќавам точно. Што е најинтересно да се види во овој археолошки музеј? Има ли доста посетители? Имаме доста посетители. Имавме уште повеќе посетители кои имавме постојаната поставка, имаме проблем со просторот. Тука имаме проблеми, некои времени поставки се многу добри, како јапонската, 9000 луѓе посетија неа. Имаме после други поставки кои што ни е потешко да го пренесеме на населението, зашто е многу специјализирани, како например што е Хистрија над мене, што можете да видите, тоа е специјализирано за археолози. И самото население потребно е подолго време на едукација за да би можела таква времена поставка да биде посетена. Тука се тие проблематики ние со кои што се судираме. Типот на тоа што бевте претходниот пат и самите кажавте како ви се допаѓа. Да. Има една универзална димензија околу тие кукли. Овдека е специјализирана димензија. Тука се проблемите кои што ние се судираме сега и просторот ни е голем проблем. Така да, имаме посетители. Имавме порано повеќе со постојаната поставка, но сега пробуваме да со овие времени поставки да се прилично силни за да можеме да стигнеме таа бројка од 40.000 луѓе годишно. Да се надеваме на тие бројки кои што ги имавме, да. Ви благодарам уште еднаш за овој преубав разговор. Овде што имавме можност во археолошкиот музеј да го испиеме првото утринско кафе и се разбира ви благодарам за оваа пријатна и убава атмосфера. Хвала ви, Марија.